Трајно ќе се реши статусот на сите професионални војници. Претеничките групи на ВМРО, ДПМН и ДУИ до собранието поднесоа предлог за измени на законот за служба во АРМ, со кој ќе се вработат и преостанатите 140 професионални војници кои останале без работа поради навршување на старосната граница од 45 години. Задоволство од ваквата иницијатива изразија и дел од поранешните војници на армијата. Ова е еден од најсрекните денови во нашите животи. Односно со овој потек на господинот, со лично залагање на господинот Емил Димитриев и со залагање на претеничката партија од ВМРО ДПМН се решава и се затвора едно горчливо прашање во врска со професионалните војници кои што беа се уште со нерешен статус. Според предлог законот, професионалните војници до крајот на јануари идната година треба да поднесат барање до Министерството за одбрана, а нивното вработување да се реализира до крајот на февруари. Пратеникот Димитриев се надева дека овој предлог ќе биде поддржан и од опозицијата. Тие во исто време имат поднесено закон, меѓутоа не знам од кои причини во нивниот закон во делот на фискалните импликации имат ставено 2 милиони денари на годишно ниво, што значи вработување на отприлика 3-14 луѓе, бидејќи тука се нели пресметува бруто плата. Нашиот закон предвидува буџетска импликација, значи тоа е најважната работа, финансиите, 54 милиони денари на годишно ниво, што решава проблем на 140 луѓе. Значи сметаме дека опозицијата треба да го искористи овој наш предлог, да го поддржи и едногласно да го изгласаме во собранието. Ова е трета одлука на владачката партија за решавање на статусот на професионалните војници. Со првите две одлуки, најпрво се реши статусот на околу 4000 војници кои се во служба на армијата, пошто се вработија и сите професионални војници кои беа евидентирани како невработени до крајот на декември 2013-та. Последниот предлог ќе реши судбината на уште 140 семејства.